До крајот на неделава ќе се финализираат сите постапки за парите од унгарскиот заем наменети за бизнисот да бидат достапни за фирмите. Компаниите да направат квалитетни проекти за кои би добиле до 8 милиони евра за инвестиции по фиксна каматна стапка од 1,95%. Премиерот Мицкоски вели дека е задоволен од постигнатиот договор со банките, кои подадоа рака со владата за условите по кои ќе ги даваат заемите за стопанството од 250 милиони евра од унгарскиот кредит. За да аплицира фирмата треба да има 20% сопствено учество. Ќе бидат поддржани компании кои ќе вложат во основни средства за работа во обновливи извори на енергија, како и во објекти кои ќе ги користат како своји административни згради, односно за сопствена потреба. Максималниот износ на проектот ќе биде до 10 милиони евра. Што значи од тие 10 милиони би требало 20% минимум да е сопствена инвестиција. Компаниите да подготват добри издржани проекти, план, добар бизнис план. Наистина представува атрактивно сето ова, вие да добиете 8 милиона по каматна стапка од 1,95% до 8 милиона зборуваме, тоа значи дека годишно ќе треба да плаќате до 160.000 евра камата и 3 години да ги работите парите. 250 милиони евра кои ќе се инвестираат во бизнисот и 250 милиони во општините ќе придонесат за инвестициски циклус и раст на економијата, односно инвестициите од фирмите и општините ќе креираат 5% од бруто домашниот производ. На овој начин државата ќе се спротистави на евентуалната економска криза која би се случила како последица на кризата во автомобилската индустрија во Европа. Станува збор за 300 милиони евра. Кога на тоа ќе се додадат уште пола милиарда, 500 милиони евра кои што ги реалоцираме од буџетот кон општините и оние проекти кои што Министерството за животна средина и транспорт беа закочени, тоа се 800 милиона. Имајќи предвид дека е проектиран бруто домашниот производ на 16 милиарди, станува збор за 5% од бруто домашниот производ средства кои што очекувам да бидат инвестирани оваа и следната година. Каматата што ќе плаќаат фирмите од 1,95% ќе ја задржат банките, а ќе бидат обврзани да вратат 250 милиони евра како главница.